Во продолжение на програмата ќе гледате вести на КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. Еве ги настаните на кој денес работеа новинарите. Денеска и утре во Кавадарци се одржува земјоделски саем. Присутни се 12 дистрибутери на земјоделска механизација, заштитни средства и опрема за наводнување. Во организација на Сдруженијето за развој на винскиот туризам, Винотек и општина Кавадарци денеска започна третиот земјоделски саем. Пред земјоделските производители се представуваат новите достигнувања во делот на земјоделската механизација и препарати за заштита. За разлика од предходните саемски манифестации, денеска времето беше во прилог на ова случување. Организаторот е задоволен од интересот кој го покажуваат земјоделците, но и од интересот на дистрибутерите за учество на саем. Ние сега имаме моментално новој саем, 12 излагачи, имаме представници за агромеханизација, а претежно се заштитни средства и средства за наводнување. Лозарите најмногу ги интересираат тие средства, затоа што доколку добро се заштити грозјето, односно лозјата, тогаш и приносите ќе бидат подобри. Па наша и цел беше тоа да овозможиме да дојдат овие представници на дистрибутери на заштитни средства, на средства за наводнување и на обработка на лозјата, затоа што наше гесло е виното се прави на лозјето и тоа е показател тука. И еве видите на плоштадот се тука присутни баш овие земјоделците и луѓето кои од хоби се бават со лозарството и со винарството. При тоа не спомнав, али да кажам дека има и тука фирми, представници кои се бават баш со производство на вино, за чување и производство на виното. Затоа што не е доволно да се само да кажеме тој традиционален начин на производство на вино како беше до неколку години уназад. Гледаме дека е потребно и не само големите винари, него и индивидуалните производители, семените винари да применуваат и агротехнички мерки во врска со производството на грозје, а и исти мерки за подобрување на производството на вино. И ето тоа е сега тука се присутно. Мене ми е лично задоволство што тоа што го очекуваат нашите граѓани и што го заслужуваат, да им се на едно место да се доведат сите тие фирми, да можат да видат, да ги видат и достигнувањата на новата технологија и за заштита и за производство и на грозје и на вино, па на нив натаму да се одлучат кои мерки ќе ги преземат натаму. Саемот е поддржан и од локалната самоуправа. Градоначалникот Александар Панов нагласува дека со Советот секогаш поддржуваат најразлични мерки за помош на земјоделците. Најави и трибини на кои професори ќе ги едуцираат лозарите за поквалитетно земјоделско производство. Мојата идеја, и не само мојата, туку и на Советот, од поодамна и дури во периодите кога беше кризни и многу поголема криза во делот на откупот на грозјето, се обидувавме секојдневно или секоја година да најдеме одредена мерка со која што до некаде би им олеснале на луѓето, пред се на земјоделците. Ова е уште една од многуте мерки кои што ја поддржуваме и кои што во организација на Винотек, невладена организација која што неодамна доби дел од колачот за невладените организации и е во правец на запознавање со новите техники, со новата технологија, со новите пракси, сето поврзано со она што е надлежност на лозарите. Во овој контекст би сакал да најавам дека во наредниот период од страна на научна институција или професори ќе бидат одржувани редовни тековни средби со земјоделците, најверојатно во киносалата или во салата на собранието, односно на Советот, со цел да вметнеме наука во секојдневното практикување, односно во секојдневното работење на нашите лозари. Моје лично убедување е дека ќе дојдеме до подобар квалитет, до поголем принос, доколку сепак се одадеме на науката, а не да работиме традиционално, повторувајќи го прскањето на секои 2 недели, морањето на секои 2 недели. Сите овие операции се неизбежни, меѓутоа треба да се работат тогаш кога науката навистина зборува дека треба да се работат. И утре, земјоделците кои се заинтересирани за новитетите во механизацијата и заштитните средства ќе можат да го посетат земјоделскиот саем на градскиот плоштад во Кавадарци.
Советот на општина Росоман ја одржа 38-та редовна седница. Жестоко се расправаше по годишната сметка на буџетот. 38-та редовна седница вчера ја одржа Советот на општина Росоман. Жестока расправа предизвика годишната сметка на буџетот за 2015 година. Советничката Маја Миленовиќ повторно најде забелешки по ставката за репрезентација и потрошени средства. Пропусти потенцираше во парите потрошени за гориво и одржување на службените возила, еднократната парична помош и констатираше дека според завршната сметка во општина Росоман не се случува ништо освен поплочувањето на тротоарите, пошто побара и пауза за да ја утврдат од службените возила реализираната километража. За средствата потрошени во одржувањето на возилата со аномалии говореа и советниците Атана Стојанов и Јовица Стошиќ. Беа дискутирани на говорница платите на административците, парите за новини, реклами на општината, учествата во протестите. На критиките од опозицијата одговорија раководителот на секторот за финансии Радко Стаменов и градоначалникот Стојан Челазов. Поставки беа потенцирани сите потрошени пари и нивната висина. Говореа Стаменов и Лазов за горивото, одржувањето на возилата, еднократната парична помош со фактури им се овозможи на советниците увид во исплатата за резервни делови, сервисирање на возилата, одржување. Нагласи градоначалникот дека многу работи во Росоман се видливи, но некој упорно не сака да види што се случува бидејќи не е присутен во Росоман. Ја потенцираше изградбата на резервоарот за вода, асфалтираните улици, поплочените тротоари, спортските игралишта, забавните паркови. Учеството во одбраната на институциите го потенцираше како лична одлука, а за потрошеното гориво апелираше советниците да не забораваат дека со нивна одлука гориво се дава на жители кои со работна сила учествуваат во одржувањето на полските патишта и се дава на делегации кои постојано патуваат со своји возила надвор од Македонија. За еднократната парична помош и потенцирани лица кои ја искористиле истата, говореше Стаменов, потенцирајќи во каква финансиска состојба се и нагласувајќи дека дел од нив се со блокирани сметки, па скромна сума им се пушта на сосема друга сметка како би ја искористиле. Расправата се чини ја смири дискусијата на советникот од Гром, Спасе Ристовски, кој од говорница рече дека ќе го поддржи извештајот за завршната сметка со оглед на тоа дека повеќе од видливо е што се е направено во Росоман. Според него општината работи домакински, не троши многу и има дела со кои тој се гордее како советник. Па така по неговото излагање со 6 гласа за и 3 воздржани, Советот на општина Росоман ја усвои годишната сметка на буџетот. До крајот за рекордно кратко време без дискусии едногласно советниците ги усвоија поднесените барања, одлуката за сопствено учество и тампонирање на локалниот пат село Сирково општина Росоман, како и програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на општина Росоман за 2016 година. Бирото за регионален развој го одобри уредувањето на спомен костурницата во Неготино. На иницијатива на градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов, Центарот за развој на Вардарскиот плански регион до Бирото за регионален развој аплицираше со проектот за одобрување на средства за уредување на просторот околу спомен костурницата во Неготино, со единствена цел оваа локација која со години наназад е запуштена да се уреди и да стане пријатно место каде голем број неготинци дел од своето слободно време ќе може да го поминат во одмор и релаксација. На задоволство на локалната самоуправа, Бирото за регионален развој го одобри проектот пошто е спроведена јавна набавка, која е завршена со потпишување на договор со соодветниот понудувач, Друштвото за производство, трговија и градежни услуги Делта Пром ИНГ Доел од Велес. Како што се утврдени обврските, според пресметките, обврска на општина Неготино е завршување на подготвителните работи, за да избраната фирма изведувач на работите започне со реализацијата на предвидените проектни активности на терен. Со проектот предвидено е уредување на спомен костурницата во Неготино, кој ќе се врши преку изработка и поставување на урбана опрема, куќичка со мост, рампа и лостови за играње на деца, парковски подвижни клупи, вртелешка, лулешки елементи за опрема, игралишта за одбојка, кошарка и играње на шах на отворено, а со проектот е предвидена и изградба на фонтана на овој простор. Вкупниот буџет е проектиран на 967.600 динари, од кои од Министерството се очекуваат 750
28.000 денари, а општина Неготино ќе ги обезбеди останатите. Инаку спомен костурницата во Неготино е споменик изграден со обелиск од 6 метри. Во приземјето се наоѓаат моштите на загинатите борци од 1941 до 1945 година од Неготино, чиј автор е Илија Ханџиски, академик Вајар од Скопје. На символичен начин со гасење на светлата, општина Велес ќе се вклучи во глобалната кампања Час на планетата Земја. Општина Велес во соработка со клубот на млади при општинската организација на Црвен крст Велес се вклучува во глобалната кампања на акцијата Час на планетата Земја. Организатор на акцијата во Република Македонија е Art Haul Македонија како дел од мрежата World Wide Fund. Акцијата ќе се одржи на 19.3 во сабота во периодот од 21 до 21:30 часот. Во овој период на символичен начин со гасење на светлата на мостот Гемиџии и малото мовче ќе биде упатена пораката до велешката јавност за подигнување на еколошката свеска и населението и за зачувување на планетата Земја. Четврто оделенците од Општинското основно училиште Димката Ангелов Габерот од Кавадарци денеска во посета на градоначалникот учеа за локалната самоуправа. Просториите на локалната самоуправа Кавадарци денеска повторно беа отворени за ученици. Во посета на градоначалникот Александар Панов, овој пат беа четврто оделенците од Општинското основно училиште Димката Ангелов Габерот од Кавадарци и оваа посета е дел од наставната програма по предметот општество. Учениците се запознаа со надлежностите на градоначалникот и функционирањето на локалната самоуправа. Чувството секогаш е благопријатно. Јас дури посакувам интимно да секоја недела ми се случува ваква посета, заедно со нивниот час да разјаснеме нешто што е повеќе во детали, а и секако да малку се релаксирам. И бевте сведоци на уште еден добар час, меѓутоа овој пат не само за децата, туку и за мене. Благодарност за приемот од градоначалникот искажаа наставниците. Денеска учениците од основното училиште Димката Ангелов Габерот од четврто оделение има исклучителна можност најнепосредно да се сретнат со градоначалникот од нашиот град, господинот Александар Панов, и го имавме задоволството да реализираме еден час најнепосредно според содржините од наставниот предмет општество. Учениците тоа што теоретски го стекнуваа како знаење за време на часовите, денеска најнепосредно се запознаа со надлежностите на градоначалникот, на локалната самоуправа, функцијата на градоначалникот и многу прашања беа поставени до господинот и најсоодветно и најнепосредно им беше одговорено на истото. Се надевам дека ќе си тргнеме од оваа општинска зграда со едно пријатно искуство и со многу нови сознанија. Учениците беа задоволни од тоа што слушнаа и научија. Повеќето прашања упатени до градоначалникот беа поврзани со неговите надлежности. Јас си поминав многу убаво. Што научи? Ја научив дека за тиквешкото востание, кои се побратимски општини, така. Јас си поминав многу убаво и сите стари војници и сликари и музичари ги научив. Јас си поминав многу убаво и научивме за местните заедници, кои биле наши побратими, нашите соседни држави. Јас си поминав многу убаво, научивме за старите војници, за старите музичари, сликари и друго, и научивме за местните заедници, повтаравме и друго. Јас си поминав многу убаво и научив за сите сликари, местни заедници и кои градови и држави ни се побратими. Јас денеска си поминав многу убаво и научивме кои се надлежностите на градоначалникот. Реализирана петата средба помеѓу партнер училиштата Општинското основно училиште Димката Ангелов Габерот Кавадарци и Дрита од Рашче. Неделава Општинското основно училиште Димката Ангелов Габерот Кавадарци беше во посета на партнер училиштето Дрита од Рашче со кој соработува во рамките на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Ова беше петта поред средба меѓу партнер училиштата и нема зборови кои ќе ја опишат атмосферата која владееше при повторната средба на учениците, информираат од Кавадаречкото училиште. Преку насмевки, игри и забава учениците создаваа нови и ги обновуваа и продлабочуваа
веќе стекнатите пријателства. Во активностите учествуваа 30 на ученици, од кои 15 од основното училиште Дрита од Рашче со албански наставен јазик и 15 од општинското основно училиште Димката Ангелов Габер од Кавадарци со македонски наставен јазик. Активностите започнаа со традиционални ора на кои за рака еден до друг беа фатени сите ученици учесници во активностите. Воведната активност за добре дојде се состоеше од забавни игри, се спроведуваа екоактивности, се садеа садници, се цртаа пролетни цреши кои ги носеа првите пораки за пролетта, се изработуваа торбички кои се полнеа со взаемни желби за повторна средба и повторно дружење. Активностите беа поддржани од родителите кои им помагаа на учениците при истражувањето. Учениците, вработените и директорот на училиштето Дрита од Рашче се покажаа како добри домаќини, па за крај следеше прошетка до матка. Учениците беа воодушевени од нејзините убавини, а особено беа воодушевени што можеа да продолжат со играта и дружбата. Цела матка ечеше од детска смеа и джагор. Никогаш нема да го заборавиме ова прекрасно дружење, прекрасно поминато пладне. Се разменуваа контакти, се промовираше толеранцијата, мирот, еднаквоста, праведноста со животот, се делеа топли прегратки, ветувања за повторна средба. Бевме сведоци на надминување на сите бариери, предрасуди и стереотипи кои владеат кај возрастните. Потврдивме дека сега децата може да бидат пример за многумина, велат од општинско основно училиште Димката Ангел од Габер од Кавадарци. Утре се одржува аудицијата за 20-тото јубилејно Гроздоберче. Поздрав до сите гледачи на телевизија КТВ, нашите медиумски покровители на фестивалот Гроздоберче, кој оваа година ќе се одржи по 20 пат. Значи имаме 20 години ќе славиме од првото издание на фестивалот Гроздоберче, голем јубилеј, со многу изненадување оваа година, се разбира, се до тоа ќе го откриеме во текот на нашите настани што ќе се одвиват оваа година. Значи, утре во сабота, со почеток од 12 до 14 часот, ќе се одржи аудиција за новите учесници солисти на фестивалот Гроздоберче 2016. Значи, за сите дечи, ова важи од цела Македонија, што сака да имат своја песничка на фестивалот Гроздоберче, може утре да дојдат, да се видиме, да си пееме малку, да се дружиме во просториите на студио Компакт продукција во Кавадарци. Со самото тоа официјално ги започнуваме активностите за фестивалот Гроздоберче 2016 година, но се разбира дека имаме активности со минатогодишниот фестивал 2015. Значи, со самото одржување на попратните концерти на нашите соседни општини, Неготино, Росоман, Демир Капија, Градско и така натаму, од каде што имаме учесници на фестивалот, си продолжуваме со нашите тековни активности на фестивалот Гроздоберче. Се разбира дека ќе има многу изненадувања. Сите наши звезди што досега учествувале на фестивалот Гроздоберче, оние што може да дојдат, се разбира, на концертот што ќе биде Здравје Боже, ќе бидат уредно поканети, со самото тоа да се дружат со нашите дечиња и да имаме еден прекрасен јубилеј 20 години Интернационален фестивал Гроздоберче 2016 Кавадарци. Значи и оваа година се разбира дека лимитот на песничките е ограничен, значи 20 учесници со своји песнички во националниот дел што ќе се одржи на фестивалот. Се разбира дека ќе имаме гости и во интернационалниот дел, традиционално што тоа веќе трае 8 години со нашите соработници од Црна Гора, Косово, Србија, Бугарија и така натаму. Планинарите на СПАОК Антигонеа од Неготино успешно ја започнаа 2016 година. Спортско-планинарскиот алпинистички ориентационен клуб Антигонеа некој од Неготино успешно ја започна оваа 2016 година. Бројни активности, планинарски тури и искачувања реализираа планинарите од ова неготинско друштво. 12 планинари беа дел од зимското искачување на највисокиот врв на Осоговските планини, врвот Руен висок 2252 метри надморска височина. Го искачија и врвот Орле во Кавадаречко, учествуваа на февруарскиот поход кој го организирал едно планинарско друштво од Делчево, а го реализира и февруарскиот марш во општина Неготино, искачувајќи ја тим Јаничка Цуцка. За следните активности говори председателот на Неготинското планинарско друштво Антигонеа Александар Гичовски. Оваа година и ќе имаме исто така гостување, освен балканските и младинските за стари планинарски средби, ќе имаме гостување и во Бугарија повторно, ќе имаме гостување во
Тузла, кај нашите пријатели из братименото друштво Конјух. Најново е тоа што покрај соработката која што имаме со Снежница од Дубровник, сега има уште едно друштво кое што од Сењ, од Хрватска, исто така сакаат да воспостават контакти со нас, па да дојдат тука и да ги шетаме на нашите планини, каде тие ќе одберат, па и ние да им возвратиме. Треба да се оди и во Словенија, значи и таму на покана на друштвото Черномелј. Има многу активности, секако имаме и соработка со друштвото од Куманово, имаме соработка со друштвото од Кавадарци, Орле, имаме соработка со друштвото од Љуботен од Тетово, од Скопје, имаме пријатели со кои што така низ неформалните разговори кои што сега интернетот и мобилните телефони ги овозможуваат, се слушаме постојано и договараме тури кои што ги реализираме потоа заедно. За работата, реализацијата на бројните активности и скачувањата на планинарите од ова планинарско друштво ќе може подетално да слушнете во вечерашното издание на емисијата Неготински спектар. Следува временска прогноза на крајот од вестите. Времето утре сончево со мала до умерена облачност и температура до 15 степен. Дневната температура до вторник ќе биде во пораст. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.